Кога ќе се спомнат видеоигри, на што прво помислуваме? Најверојатно на забава, нели? На акција, на бегство од секојдневието. Ама, што ако зад секој клик, зад секоја завршена мисија, се крие нешто многу, многу подлабоко? Што ако игрите се всушност едни комплексни светови, преполни со приказни, символи и пораки кои само чекаат некој да ги открие? И ете го главното прашање за денес. Дали игрите се навистина само за забава? Или можеби се и моќни алатки што не учат да размислуваме критички, исто како некоја добра книга или филм? Па токму тоа ќе го истражиме заедно. Затоа целата оваа анализа ќе ја замислиме како една потрага, еден квест. Ќе почнеме со основите, ќе видиме кои се игрите во новата училница. Потоа одиме на две главни мисии. Прво, декодирање на историјата, а потоа разоткривањето на пропагандата. На крајот, ќе го подигнеме нивото на размислување и ќе видиме како да ја продолжиме нашата потрага. Добро, да почнеме. Прв дел. Игри. Новата училница. Ова е како во ведното ниво во некоја игра, знаете, туторијалот. Овде ги отклучуваме првите основни вештини што ќе ни требаат понатаму. Значи, клучниот поем за целата наша потрага е медиумската писменост. Што е тоа всушност? Па, наедноставно кажано, тоа е способноста да се чита меѓу редови, да се разбере што навистина ни кажуваат медиумите. И да, тука спаѓаат и видеоигрите. Тие не се само играчки, тие се интерактивни медиумски текстови, исто како филмовите, и секогаш носат некаква порака, била таа намерна или не. И еве кои вештини ќе ги отклучиме денес. Прво, ќе научиме да ги анализираме визуелните и аудиопораките. Потоа, ќе се обидеме да ги разбереме наративните структури, односно како се раскажуваат приказните. Ќе научиме и да ги идентификуваме основните вредности и пристрасности. И на крај, да развиеме дигитална етика. Ова е нашиот Skill 3. Океј, време е за првата главна мисија. Ајде да видиме како сето ова изгледа во пракса. Нашата студија на случај – легендарниот серијал Assassin's Creed. Мисија – декодирање на историјата. Значи, за тие што можеби не знаат, Assassin's Creed е, како да скокнете во еден интерактивен историски роман. Играта ве става во улога на некој што ги преживува сеќавањата на своите предци во клучни моменти од историјата. Зборуваме за Ренесансна Италија, Американската револуција и притоа се среќаваат вистински историски личности како Леонардо да Винчи или Џорџ Вашингтон. И токму тука лежи гениалноста, но и предизвикот. Играта маестрално балансира помеѓу факт и фикција. Да, дејството се случува во реални историски периоди со вистински личности, но целиот централен конфликт помеѓу атентаторите и темпларите е креативна интерпретација. Ова веднаш не тера да се запрашаме, чека малку, каде завршува вистинската историја, а каде почнува приказната? Еве еден совршен пример за ова. Катедралата Нотр Дам во играта Assassin's Creed Unity. Програмерите направиле апсолутно неверојатна, детална рекреација, ама со неколку клучни креативни измени. Например, ја вклучиле централната кула, иако таа во реалноста била додадена дури во 19-тиот век. Зошто го направиле тоа? Па прво, за препознатливост, и второ, што е уште поважно за играта, за да може да се изведува паркур, нели, заштитниот знак на серијалот. И сето ова не носи до едно навистина важно прашање. Како овие креативни одлуки, кои се донесени за играта да биде поинтересна и позабавна, влијаат на тоа како ние ја разбираме историјата? Дали можеби, несвесно, ја обликуваат нашата перцепција за минатото? Добро. А сега да преминеме на втората мисија. Го менуваме фокусот од историска интерпретација на нешто сосема друго – алтернативна историја. Ќе видиме како таа може да не научи за пропагандата. Студија на случај. Wolfenstein. Wolfenstein, за разлика од Assassin's Creed, воопшто не е историска игра. Напротив, не фрла во едно морничево «што ако» сценарио. Што ако нацистите победиле во Втората светска војна? И светот што го представува е една бизарна, застрашувачка мешавина од реална идеологија и тотално абсурдна научно-фантастична технологија. И тука доаѓаме до клучното прашање. Во играта, непријателите имаат џиновски роботи, оружја што се граничат со магија, дури и бази на месецината. И прашањето е, дали ова огромно, преувеличено зло ја прави вистинската идеологија зад него помалку страшна,
Или можеби, на некој чуден начин, уште повеќе ја потенцира нецината опасност. Ајде да видиме како играта го прави тоа. Користи многу визуелни трикови. Гледаме огромна, брутална архитектура, која е дизајнирана само за да изгледа моќно и да заплашува. Насекаде има пропагандни постери, ТВ емисии со слогани, дури познати културни символи се изменети. Сето ова заедно создава едно постојано, се присутно чувство на угнетување. И така, преку ова претерување, преку хиперболата и научната фантастика, играта всушност дава една многу јасна и моćна порака. Таа служи како предупредување за тоа колку е опасна неконтролираната моќ и во исто време ја нагласува важноста на отпорот против таквата моќ. Добро, мисиите се завршени. Сега е време за level up. Ајде да ги собереме сите вештини што ги научивме и да видиме зошто се тие толку важни, и тоа не само во светот на игрите, туку и во реалниот свет. Еве го нашето надградено дрво на вештини. Што научивме? Научивме како да разликуваме факти од фикција, како да анализираме визуелна реторика и символи, како да деконструираме пропагандни пораки и можеби најважно од се, како да разбереме дека секој наратив ја обликува перцепцијата и како да ја процениме целта што стои зад секој медиум. И сега, прашањето е зошто сето ова е толку важно, особено сега. Па, одговорот може да се сумира во еден број – 2029. Не, ова не е година од некоја научно-фантастична игра. Ова е година што ќе биде клучна за образованието низ целиот свет. Во 2029-та, глобалната програма за оценување на ученици, позната како ПИСА, ќе воведе посебен дел за проценка на медиумска писменост. Ќе се тестираат токму вештините за кои зборувавме, способноста да се препознае пристрасност, да се разберат алгоритмите, да се идентификуваат манипулирани медиуми. А игрите, како што видовме, се една одлична безбедна средина каде што токму овие вештини може да се вежбаат и развиваат. Но оваа наша заедничка анализа е само почеток. Најважната мисија, всушност, допрва предстои. Вашата следна мисија е да продолжите да ги надградувате вештините за медиумска писменост, да го поставувате прашањето зошто секогаш кога играте игра, гледате филм или скролате на социјалните мрежи. Оваа анализа е дел од деновите на медиумска писменост 2025. А за повеќе информации и ресурси, истражете на веб страницата на Conedu Global. Прифатете ја мисијата. Потрагата по знаење само што започна.